Почитувани, започване новото издание на 0М+ на телевизија Телма и денеска интересна тема и уште поинтересни соговорници. Дали во Македонија има органско производство, како можете да ги препознаете производите кои што се одгледани на ваков начин? Оваа тема денеска ќе ја разработиме со гостите Билјана Филиповска од првата кооператива на потрошувачи за органска храна Добра земја и Метин Муареми од невладината организација ЦЕТ, односно Центар за едукација и развој од ТРЦ. Добре ни дојдовте. Благодариме на поканата. Денеска ќе имаме меѓу другото една интересна тема, тоа се органски градини во неколку училишта, проект кој што ќе започне наскоро, но јас сепак би започнала од почеток, дали има органско производство во Македонија. Наша Добра земја е првата задруга на потрошувачи на исклучително органски, исклучително македонски локални производи. Веќе трета година набавуваме од Македонија свежи органски овошки и зеленчуци. Последниот податок ми е дека околу 360 регистрирани, сертифицирани органски производители на ниво на Република Македонија постојат и произведуваат органска храна, од кои што од прилика со 100 ние како задруга соработуваме постојано со нив. Така, значи вие стапувате во контакт со производителите, договарате со нив да произведуваат на таков начин? Да, на некој начин тежнееме кон планирано производство за да имаме што помали загуби, затоа што загубите во исхраната се третиот најголем загадувач во светот, фрлената, неупотребената храна, така што тежнееме кон директни соработки и договори со самите производители кои што да произведуваат за нас на органски начин. Сега што значи органски произведена храна? Дали се исклучени сите пестициди или пак се употребуваат некои кои што не се штетни за организмот? Што подразбира? Она што постои како заблуда често е дека органската храна е воопшто нетретирана храна, односно диво произведена или на самиот природен начин храна која што вира во природата. Органската храна не е тоа. Органската храна е планирано, надгледувано производство во кое што се користат препарати, меѓутоа со органско сертифицирано потекло. Органските препарати најчесто имаат многу помала каренца или нула каренца, односно јасме што е тоа каренца. Каренца е периодот од кој што ќе се третира производот со препарат, дали е хемиски или органски, периодот кој не смее да се конзумира. Значи тоа трае во хемиските препарати од 20, знае да биде 40 и повеќе денови, зашто сега нели да не навлегуваме, меѓутоа кој тоа контролира кога е последен пат прскано, кога вие сте го купиле од пазар и сте го конзумирале. За органските препарати е случајот дека најчесто каренцата има 0 денови, односно може веднаш по третирањето да се конзумира производот, а и самите препарати, производителите на тие препарати за да го докажат тоа ги пијат. Така што тоа се средства од природни состојки, значи од алги, од овошки, од значи да кажам елементи кои што ни доаѓаат од природата, прилагодени за третирање на соодветни штетници за плодовите кои што ние сакаме да ги произведеме. Сега зошто оваа тема отворивме во 0М+, можеме да слушнеме изјава на една од членките на ваша земја, инаку мајка. Дилема имаат родителите дали да купуваат зеленчук кој што е третиран со пестициди. Малите производители никој не ги контролира кај нас, ги прскаат многу често земјоделските култури, така што тоа што го добиваат на крај како продукт многу често е токсичен. Сега се плашат дали да земат таков производ или пак да купат готова кашичка на која што е наведено дека е органски производ. Ајде можеме да погледнеме прво изјавата, па ќе продолжиме со коментарите во таа насока. Една мала случка само ќе раскажам, кога бев трудна, се породив, имав бебе, решив да правам сама кашички и купував производи од пазар. Добив известување на телевизија дека користат не знаеме колку пестициди и се вадат да речам производите со одводни води од канализацијата. Веднаш престанав и почнав да купувам хип кашички од Германија во весење. Кога дознав да другата, веднаш и пристапив. Бев радосна затоа што има некој кој што навистина ги проверува производителите, има личен контакт со нив и ни ги пласира производите локално. Локално и временски адекватно, ако може така некој да се каже, односно ги имаме само оние производи кои што се во текот на годината или во тој временски период навистина постојат во нашето поднебје. Органски произведени и сезонски, колку
од членовите во Добра земја се родители на мали деца? Па да ви кажам искрено, голем процент и од членовите и од потрошувачите, односно купувачите кои што не се членови, се родители. И многу се загрижени и најчесто дискусиите и прашањата се околу таа тема. Што можам за дете до таа возраст, дали е навистина органско како што велите дека, како можам да сум сигурен или сигурна. Сега како може да бидат сигурни? Да. Значи, ние сме непрофитна организација, сме формирани од самите нас, потрошувачите. Целта првенствено ни беше да си набавуваме за нас самите органски, хемиски нетретирани производи. Така и започна целата идеја, така што го правиме, целиот напор е во насока да и ние за нас самите се осигураме дека тоа што го конзумираме навистина тоа во кое што веруваме дека е. За таа цел остваруваме само директна соработка со производителите, не соработуваме со посредници. Тоа од повеќе причини, првенствено заради довербата, да знаеме што се случува на таа нива, на таа фарма. Втора работа која што правиме е без исклучок, ги имаме апсолутно сите производители со кои што соработуваме посетено и постојано организираме и тековни посети, сме отворени за придружба кој сака да ни се приклучи. Трета работа која правиме е земаме тестови од почвата и од самите плодови и ги тестираме лабораториски за резидуи од тешки метали во почвата и резидуи од тие недозволени пестициди во самите плодови. И четврто секако е сертификатот кој што е издаден од сертификацијско тело во Македонија за органски производ. Сметаме дека ова е најдобро што можеме ние да го направиме. Така. Имате вакви кошнички редовно, еве може да ви кажеме, во студиото баш убаво мириса. Што се има во кошничките и колку често може да се набават вакви кошнички кај вас? Имаме можност една, не секојдневна да кажам, прв пат во Македонија го представивме членството со набавка на неделна органска кошничка. Така. Ова е еден примерок да речам, кошничката неделна изгледа малку поголема, нели? Членовите добиваат секоја недела, секој четврток се ја подигнуваат кошничката со свежи органски овошки и зеленчуци. Инаку, вон таа кошничка во четврток, може било кој ден друг од неделата да си набават се она што има дополнително потребно. Еден гледач на 0N+, кој што ќе се јави на 3076 677, ќе добие ова кошничка со органски производи. Да. Значи, слободно јавете се, ќе вклучиме во програма, а сега јас тука би сакала да проговориме и за оној проект кој што ќе биде заеднички. Ќе правите обука во училиштата на деца во Полошкиот регион да произведуваат органска храна, односно ќе правите органски градини. Ајде нешто повеќе за тој проект. Во ред, значи ние како ЦЕТ мислам дека доаѓаме од рурална средина и баш ни е привилегија, значи една организација, една задруга од Скопје што доаѓа од урбана средина да не научи нас, значи и тој регион како ние да се погрижиме за тој регион и на еден начин како по-здраво да живеат сите млади, па сите жители во тој регион. Значи тоа е првата работа. Како организација од претходно сме имале искуство за во разни проекти со Македонско еколошко друштво и од минатата година заедно со Добра земја во рамките на големата програма на Македонско еколошко друштво за зачувување на природниот биодиверзитет преку одржување на ресурсите на шара. Почнато е еден интересен проект што мислам дека има заинтересираност од сите училишта во тој регион. Колку училишта ќе бидат вклучени? Значи решено 4 училишта, бидејќи зависиме од многу аспекти и сакаме тој придонес и тие резултати што се планиране во самиот проект да ги видиме и понатамо исто преку други проекти да ги реализираме. Значи ќе бидат опфатени 4 училишта, но од 3 општини, значи општина Теарсе, Јогуновце и од општина Вратница. Значи во училиштата ќе се креираат тимови на ученици заедно со наставници каде ќе бидат вклучени сите значи учениците ќе работат во тие директно ќе работат градини. Бидејќи како организација, значи ние работиме во еден голем период со училиштата, недостасуваат слични активности. Значи постојат предмети каде учениците можеби само теоретски учат за што е тоа
мислам производ да се третира без некој пестицид, но овде директно младите со под раководство на тимот експерти на Добра земја и како логистичка организација ЦЕТ ќе учат и понатаму ќе произведуваат и самите ќе ги видат резултатите од нивната работа. Така. Што се ќе може да научат децата во рамките на овој проект? Идејата е да директно се изложат на практичниот аспект на засадување, да кажам, на допир со почвата, затоа што покрај тоа што станува збор за рурална средина, конкретно во ТРЦ, ако не грешам, веќе нема никој кој што произведува млеко, сирење и месо локално, веќе све се набавува од индустријските ланци, така што и од руралните средини веќе се оди кон индустриализација и сега целта е да се навратиме малку на она што веќе тие рурални средини го знаат и било до вчера малтане и пракса секојдневна, да тоа што го учат во училиштата по предметите имаат предмети, ако не грешам, за животни вештини, да го применат практично, односно ќе правиме подигнати леи кои што на еден органски начин, значи ќе се употреби почвата, ѓубривото, начинот на поставување на самата леа во однос на... Ајде да ги погледнеме фотографиите, тоа ќе можеме и да го прокоментираме. Значи има посебен принцип за одгледување на зеленчук на органски начин, така? И воопшто на градинарски култури зборуваме. Да, секако дека има поинаков. Ова станува збор за компост и за компостирање, тоа е реупотреба на излезните елементи од градината, односно сите оние непотребни во наводници ресурси, ги ставаме во компостот, тоа е трева, гранчиња, отпадоци, тие се компостираат и потоа ги користиме како ѓубриво. Ова е полжав леа, се слева, значи водата од горе надолу и горе се поставуваат билките кои што им е најпотребна вода и најпотребна сончева енергија и тоа е еден систем кој што го мимикира или го емитира функционирањето на природата. Тоа се елементи од природата, земени, прилагодени на човековата употреба и човековите... И првата фотографија не искоментиравме, тоа беше уште една фотографија каде што беа поставени во некој како квадратни. Да, подигнатата леа, се подигнува, значи за да се заштити од тревите и од коровот, да кажам условно, и тоа е некоја контролирана средина која што тука се засадува, може да се стават и мали компостери од калифорнијски црви во самата леа. Значи црвите се прихрануваат со тие органски отпадоци, а нивниот секрет кој што тие го испуштаат е многу плодоносен и поволен за почвата и самите растенија кои што сме ги засадиле во таа леа. Така што правиме еден мал микросистем кој што секако може да се и мултиплицира на поголема површина. Што се децата ќе садат? Дали имате веќе? Па мислам дека во тој дел голем удел ќе имаат Добра земја, значи мислам ние како организација и како мислам тоа што како фидбек го добиваме во училиштата, тие сакаат тие работи што можеби се традиционални од тој крај. Значи бидејќи знаеме дека поради мислам овде како организација сме работели во други проекти за климатски промени, многу производи значи изумираат, значи или воопшто ги нема. Би сакале значи тие работи што мислам дека како томат и патлиџан и такви работи. Значи тоа би бил најприродно и најпосакувано нешто од мислам од самите нас, бидејќи ние живееме и во тој крај. Така. Имате направено сум домати, да речеме пиперки, некои такви производи, што друго како идеја би ги садела? Малку сме ограничени во однос на зимата која што ни претходеше, така што садниците малку доцнат за таа цел. Ќе можеме да засадиме тоа кој што е на располагање веќе проникнато. Во однос на доматите, краставиците, мислам дека малку сме поназад, ќе треба почекаме. Исто и за сезонски гравот, значи се сади малку подоцна. Се адаптираме на временските услови и она што природата ни го нуди како можност. Да го вклучиме гледачот кој што чека веќе подолго време на линија. Добар ден, повелете кој се јавува. Ало, добар ден, се јавува Весна Бурнеска од Прилеп. Така, од Прилеп, вие сте мајка како што можам да слушнам на мало дете, така? Очигледно, значи вака мајка сум на 7,5-месечни 2 бебиња. И доста се едуцирам сега околу органскава храна. Така, претпоставам дека веќе почнавте со дохрана на вашите деца. Да, и се стремам значи да ги хранам здраво и моментално се едуцирам значи околу
органската исхрана. Значи, дали во вашиот регион може да се најде органска храна? Дали ве сте истражиле? Искрено, значи, се уште немам купувано нешто од пазар свежа храна. Значи, се што е органско го купувам паковано од Биокосмос фирма. Моментално сме на пробување се уште на вкусови, значи немам се воведено. Така. Но имаме собствена, значи бавча и ги користам на мирниците моментално. Тоа е голема предност. Голема предност. Ние сега во емисијата и меѓу другото ќе споделиме совети со гледачите како може да засадат на тераса, тие што живеат во градските средини, но и вие имате голема предност, имате двор и можете да си засадите и да користите производи од вашиот двор. Вие ја добивте оваа органска кошничка. Дали доставувате низ? Ќе најдеме начин, доставуваме во Прилеп се уште не, доставуваме во Охрид и во Битола за сега, меѓутоа ќе најдеме начин, не е никаков проблем. Одлично, значи вие ја добивте оваа. Многу драго, значи да прават достава и во Прилеп. Просто Битола е близко, значи може да се прошири. Така, секако, зашто да не? Зашто да не? Интересот е навистина голем. Ви благодарам. Интересот е голем. Посебно, значи, кај младите мајки. За дечињава и мислам дека свеста треба се повеќе и повеќе да се развива со едукација, со емисии. Така. Од ваков тип, затоа што се уште сме неупатени. Така, апсолутно. Значи, ние знаеме органско, али не користиме. Ме разбирате? Значи, едно е да знаеш теоретски, а друго е во практиката да се внеси и да биде веќе навика. Да се створи една навика и да се храниме здраво. Така, тоа е најважно, да се храниме здраво, да ги храниме здраво и нашите деца. Ви благодарам што се јавивте. Од таа причина и го поддржуваме овој проект, бидејќи младите навистина треба да научат идните генерации како да произведуваат здрава храна, односно органска храна. Како планирате да го развивате овој проект? Нема, предпоставам, да запре на овие 4 училишта. Колку време ќе трае овој проект со овие 4 училишта и како понатаму ќе се развива? Значи, планот ни е во период април да се реализира, мислам, да се реализираат тие активности во овие 4 училишта. Значи, една недела со едно училиште. Значи, првичниот дел ќе биде теоретски, но не, значи, како во нормални часови, туку се ќе биде неформално, значи преку вежби, преку креативни работилници, а понатаму самите ученици преку тој избор што е направено, значи преку сликите што ги гледачите има можност да ги видат, значи ќе имат можност директно, значи со наша подршка, со подршка Добра земја да излегуваат на терен и да ги реализираат и цело време понатаму, значи проектот нема да заврши само во месец април, значи спомнавме предмети како вештини на живење, како организација, значи и други, значи засегнати страни. Понатаму ќе продолжиме овој мислам би рекол прекрасен дух на добро живење да продолжи понатаму. Мислам имавме добри впечатоци од училиштата, бидејќи мислиме дека ќе придонесеме и кон развој на самите училишта, бидејќи во едно училиште пред 10 години или 15 овој дух, значи постоел и значи овој проект самите сега раководство го гледа како на еден начин развој на тој дух што постои од порано. Меѓу другото, тие деца имаат искуство со работа на земја, така? И фамилиарност. Така што ова ќе биде одлично надградување. Сега дојдовме до оној дел од емисијата кога ќе поделиме и конкретни совети со родителите кои што сакаат да засадат некои земјоделски продукти дома на тераса. Дали е тоа можно? Што се може да се одгледа во домашни услови во урбана средина? Како и за се друго, желбата и мотивот се најважни. Обструкции еден тон од секаков аспект, меѓутоа може дефинитивно. Тука вие донесовте нешто што би можело да се одгледа. Конкретно тука имаме? Да, тоа е значи кромиче, да. Може зачински билки, сите можат скоро. Ова е тука рузмарин, имаме ловоров лист. Да. Каква почва, каква земја треба да се употреби? Какво ѓубриво да се употреби за да имаме органско производство, нели? Ако, значи во станови постои можност да се направи
компостер за компостирање на своите органски отпади и тоа ѓубриво од компостерот потоа се користи во самите сакси. Доколку не се прави компост, може да се набави ѓубриво од животинско потекло, нели арско што го викаме. Да се направи компост? Воопшто не е сложено, само кај нас не е доволно познато и не се охрабруваат луѓето. Може во неколку чекори со сама накратко тоа да се има, појасни? значи да, многу легени се во прашање големи, пластични. Во првиот леген се стават калифорниските црви со отпадуците, се хранат, има точно некои не смеат, значи кромит лук не смеат да јадат. Калифорниските црви го преработуваат целиот органски материјал. Во второто ниво паѓа исцедокот. Исцедокот се користи како течно биоѓубриво, а под долниот слој под црвите, како што тие го дигестираат и го конзумираат, останува како тврдо ѓубриво. Се раскопува едноставно. Нема непријатен мирис ако е направен компостот како што треба. Значи треба да има доволна влажност, не сме да остане сув, црвите сакаат влага, треба да биде покриен со една пластика за да ја задржи влагата и тоа е се. Значи 2 големи легена, јас ќе поклонам исто семејство на калифорниски црви на било кој заинтересиран за целта на поддршка на цела оваа идеја, така да навистина сум многу голем поддржувач. Може да се обратат конкретно кај вас? Може слободно во наша добра земја да кажа дека слушнале за овој разговор, јас навистина ќе стапам во контакт. Дека се јават и ќе бидат оставени податоците во режија и потом може да пројдат кај вас и да ги подигнат. Со задоволство. Значи е потребна почва, тука се засадуваат и редовно поливање со тоа што има еден момент на малчирање, се вика, се нанесуваат или слама или струготини од дрва за да потребите за вода се намалат, односно испарувањето. Гола почва не е препорачлива ниту дозволена во органското производство. Од тие причини што нели тој слој никогаш во природата ни во шума не гледаме чист гол слој на почва. Никогаш. Стално е покриен или со лиси или со гранчиња. Тоа го мимикираме, го поистоветуваме ние во нашите услови. Еднаш неделно, дури еднаш во 2 недели е доволно за такви. Што е најлесно дома се засади покрај кромит, лук, спанек, дали може да се одгледува? Може спанек да се одгледува без никаков проблем. Да. Блитва? Блитва исто може без проблем, е лесно прониклива. Да, колку имате повеќе сонце на балконот, може и домати краставица, тие барат малку повеќе. Макдонос, босилок може, нане, компир исто може. Компир е многу лесно, значи ако компирот е органски не третиран, затоа што се третираат со прашак за нертливост, тогаш не ртат компирите. Ако не е третиран, се сади во било каква саксија, од еден компир ќе ви излезе малте на пола кило нов компир. Ви благодарам за корисните совети, ќе ве поканам повторно во Нова М+, вие да споделите како тече проектот, а од вас сакам да слушам уште неколку совети за домашно градинарство. Ќе ми биде задоволство. Ви благодарам што бевте дел од Нова М+, се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.